Бидејќи во се е безгрешен, Господ Христос не можеше да умре со смртта како другите луѓе, бидејќи смртта е последица и плата за гревот. Но иако заради својата божествена безгрешност е безсмртен, Господ Исус Христос ја прими смртта заради нас луѓето и со својата откупителна жртва стана откуп и спасител на човековиот род од гревот и страдањата. Како доброволно пролеана за луѓето, Христовата крв има бескрајна вредност пред Бога, затоа што тоа е крвта на Богочовекот. И само како таква таа го откупува човековиот род од гревот и смртта и го преведува во бесмртноста и вечниот живот. Преку гревот човекот многу ја оштетил својата боголика душа, ја расипал, ја помрачил и делумно ја изгубил. Ниту едно од створените битија не можело да ја откупи и спаси. Единствената сила, а со тоа и единствената вредност со која може да се откупи огревовената, изгубената човекова душа е безгрешната душа на Богочовекот Христос. Нејзината семоќна откупителна и спасителна сила лежи во нејзината безгрешна сечистота и божествена севредност од една страна и во нејзината природна сродност со човековата душа од друга страна. Затоа Спасителот и објавил дека дошол да ја даде својата душа како откуп за многумина. Спасителот тоа го направил со својот живот, а особено со својата крстна смрт и со воскресението. Давајќи ја доброволно својата душа за спасение на луѓето, Спасителот со сепобедната сила на нејзината безгрешност и севредност ја откупи човековата душа продадена на гревот и смртта. Гревовите се производ на ѓаволот. Безгрешниот Богочовек го победи не само гревот, туку и самиот творец на гревовите, ѓаволот. Ако не го стореше тоа, неговата победа над гревот не би била ни потполна ни вистинска, зашто тој би бил како некој што реката ја пресушува на средината или на крајот, а не на самиот извор. Целиот богочовечки домострој на спасението има за цел победа над ѓаволот како над врвен творец и самобитен татко на гревот и злото. Затоа апостолот Павле вели: бидејќи луѓето имаат тело и крв, така и Бог Логосот зеде учество во тоа, со смртта го сотре оној што ја има смртната сила, тоест ѓаволот. Ѓаволот е силен и страшен со тоа што ја има силата на смртта, што господари и располага со смртта. А силата на смртта се гревовите. Секој грев е една мала смрт, а сите гревови заедно ја сочинуваат бескрајната и вечна смрт. Во својот никулец, секој грев е од ѓаволот. Бог Логосот и се јави во овој свет како човек за да го сотре ѓаволот, неговата сила гревот, а преку него и самата смрт. Дека смртта е уништена, вели свети Атанаси Велики, и дека крстот стана победа над неа и дека таа веќе нема сила, туку дека е навистина мртва, знак и доказ е тоа што сите Христови ученици ја презираат, не се плашат од неа, туку со крстниот знак и со верата во Христа ја газат како мртва. Зашто тие сигурно знаат дека оние што умираат не пропаѓаат, туку живеат и преку воскресението ќе станат непропадливи. Единствено лукавиот ѓавол остана вистински мртов, бидејќи се уништени смртните маки, бидејќи Спасителот на крстот ја победи смртта и ги врза рацете и нозете, сите кои одат во Христа ја победуваат смртта. И станувајќи маченици за Христа, тие со подсмев и велат: смрт, каде ти е победата? Пеколу, каде ти е осилото? Христовиот крст ја спаси вселената, ја прогони заблудата, ја врати вистината. Крстот стана символ на единствената вистинска победа над смртта. Затоа сите вистински христијани толку го почитуваат честниот крст, му се поклонуваат и го целиваат.